Почитувани пензионерки и пензионери, основоположници и создаватели на институциите, на општествениот систем, на татковината, која што ова година бележи 30 години независност, наши родители, мајки и дедовци, мајки и татковци, баби и дедовци, благодарни што ни оставивте државата, да денеска прави рекапитулар по повод 75 годините од основањето на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите и благодарност што заедно продолжувате со целото ваше искуство, тоа што го имате вградено за време на вашиот работен век, да го унапредите со нас помладите и да оставиме подобро место за живење на оние генерации кои што доаѓаат после нас. Почитувана председателке на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите, Станка Трајкова, почитувана министерке за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска, почитувана директорке на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Билјана Јовановска, почитувани председатели на сите здруженија кои што сте денеска присутни од ова наша земја по повод овој значаен јубилеј, дозволете во име на владата на Република Северна Македонија да ви го честитам јубилеот 75 години од основањето на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија, кој го одбележувате во година, како што реков, кога славиме 3 децении од нашата независност и ви посакувам уште долги години посветено и успешно спроведување на вашата благородна мисија, која што секако ја оставивте како аманет на нас помладите, но секако продолжувате заедно да не советувате и да работите со нас за доброто на сите. Едновремено, ја користам оваа свечена прилика да истакнам дека со оваа мощно почитувана невладина мултиетничка асоциација имаме заедничка визија, градење на општество во кое ќе работиме на унапредување на квалитетот на живење на нашите највозрасни граѓани, кои го врадиле својот работен век во иднината на оваа земја. Затоа ми е драго што пензионерите избраа живот и иднина. Она што никако не смееме да го заборавиме е фактот што токму оваа генерација граѓани на своји плеки понесе најголем товар во времето кога државата работеше на консолидирање на економијата, како и на севкупно создавање на оваа наша мајковина, татковина, која што денеска ја имаме и се радуваме. Свесни сме дека личниот влог на секој од вас е огромен и должни сме да ви изразиме неизмерна почит и благодарност. Како председател на владата, со гордост ќе истакнам дека еден од нашите приоритети и обврски е грижата за пензионерите и посветена работа во насока на подобрување на вашиот животен стандард и благосостојба. Грижата за сите наши граѓани ја имплементиравме преку концептот едно општество за сите, кој воедно е и еден од главните постулати на владените политики. Во тој процес, заедно со Министерството за труд и социјална политика, силно се заложивме за исправање на неправдите и сега 2 пати годишно имаме усогласување на пензиите со трошоците на живот. Со оваа законско усогласување од една страна ги усогласуваме пензиите со трошоците за живот, а од друга страна го штитиме фондот за пензиско и инвалидско осигурување со цел и идните генерации пензионери да очекуваат стабилни и навремени исплати на своите пензии. Со задоволство ќе истакнам дека пензискиот фонд е стабилен, со што пензиите ќе течат редовно и ќе растат согласно законот. Тоа на сите вас и на идните пензионери ќе ви гарантира сигурна екзистенција за време на пензионерските денови. И исто така, што е многу важно за сите вас, токму стабилноста на пензискиот фонд ни дава за право да кажеме дека до крајот на годината ќе го промениме системот и методологијата за усогласувањето на пресметката на пензиите, со што ќе го исполниме најголемото барање на сите наши пензионери, токму преку Сојузот на пензионерите, а тоа е да се вгради и критериумот раст на просечната плата покрај растот на трошоците на живот, со што, како што рече председателката,
ќе имаме можност да направиме дисперзија и да гарантираме сигурен раст на пензиите, а впрочем и ќе се согласиме со многу европски прогресивни земји, кои што и на овој начин покажуваат како се води грижа за нашите родители, за нашите пензионери. Соработката на владата со Сојузот на Сдруженијата на пензионери ќе продолжи и понатаму во насока на одржување на трендот на зголемување на просечната пензија и квалитетната здравствена и социјална грижа за оваа категорија граѓани со цел обезбедување квалитетен и достоинствен живот. Заедно со Министерството за труд и социјална политика и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување презедовме и конкретни активности во насока на подобрување на социјалните сервиси за заштита и помош на пензионерите, за што има солидна соработка со локалните самоуправи, зголемени се капацитетите за сместување на возрастни лица и пензионери и секако благодарение на иницијативата на председателството и председателката на Сојузот на Сдруженијата на пензионери и благодарност на директорката и на министерката, го отстапивме на трајно користење просторот, со што уште еднаш покажуваме трајна и суштинска почит кон нашите пензионери. Ние како влада и натаму ќе се залагаме во насока на целосно заекнување на независноста и одржливоста на Сојузот на Сдруженијата на пензионери и остварувањето на неговата благородна мисија, грижа за вашите членови, особено за оние со ниски пензии, преку хуманитарни и волонтерски активности што ги спроведувате, но и со директни подршки и помошти од буџетот на вашата земја, кој што секако и вие го полните. Уште еднаш ви го честитам јубилеот и ви посакувам сплотено делување околу вашата заедничка мисија и секако што подолго заедно со вашите најблиски да ги уживате плодовите на вашиот труд. Благодарам.